Ви благодарам на можноста. Би започнал таму каде што завршивме. Во претходната дискусија, а се однесуваше на тоа дека е рано за биланси. Јас би се согласил дека навистина е рано за биланси во четвртиот месец од новата влада да имаме ваков тип на дискусии. И ова сето ќе држеше вода доколку немавме онакви последици какви што ги гледаме на теренот, а доколку утрото го означува денот, мислам дека постои загриженост доколку не се превземат определени корекции во рана фаза, дека последиците би можеле да бидат многу подраматични. Со други зборови, мислам дека ова е можност пред се за новата влада да прекине или барем со умерено темпо да настапува по однос на чекори кои се во најмала рака непромислени или неодмерени. Впечаток сепак останува дека во однос на клучни прашања кои се значајни за државата и по однос на кои сакаме да имаме национален консензус, се настапува доста кампањски. Не може да го избегнете впечатокот во јавноста дека во однос на договорот за Бугарија, на приближување на 100 дена и сваќањето дека темпото на одминување е прилично брзо, резултати нема, во определена фаза ви се јавува потреба дека мора да направите нешто што ќе изнуди аплауз на отворена сцена. Без размислување многу на последиците или на она што би можело да следи после тоа. Во тој контекст не може да се одбегне впечатокот дека прво се носи одлука, дека мора да потпишеме договор до тој и тој датум со Бугарија, а дури после тоа се разгледува за содржината и последиците, и ова произлегува од динамиката според која се одвиваше целиот овој процес. Ние имаме изјава на премиерот на Република Македонија во јавност, во која вели готово ќе потпишеме договор во август. Потоа имаме едно ретерирање во кое се упатува порака дека знаете што договорот сепак не е завршен, потребен е некое 5-минутно кафе пиење помеѓу министрите за надворешни работи за оваа работа се комплетира. Мислам дека јавноста заслужува одговор на прашање кое до ден денес не го добивме, што е тоа што се дискутирало во тие 5 минути кафе кои ги најави премиерот Заев и какво подобрување се постигнало, тоа мислам и дека би било клучно во однос на целиот договор со Бугарија. Преговорите не траеле само со претходната влада, преговорите траеле практично од самиот момент на независност на Република Македонија, бидејќи прашањата кои се затвараат тука се долгорочни. Затоа може да ви посведочат и професорот Малески, професорот Фрчковски, професорот Ханџиевски, професорката Митрева, да ги наброиме само оние кои од СДСМ биле министри за надворешни работи и го носеле овој товар. И сите тие ќе ви потврдат дека по однос на овие прашања имаме долгорочни последици кои бараат навистина национален консензус. Средби и слики може да има, но ова не ја решава работата. Значи, слики и средби имало пред вас, ќе има после вас, и тоа е природата на работата на министер за надворешни работи. Она што останува е последиците, односно решенијата кои се прифатени. Немаше воопшто да се осврнам на договорот за Бугарија, бидејќи според мене штетата која можело да биде абсолвирана доколку сме направиле различен тип на чекори во претходните фази, односно доколку Заев не најавеше дека ќе потпише договор, доколку после тоа не убедуваше дека ќе бара национален консензус и дека ќе се убедуваме да имаме заеднички позиции, за после тоа да сватиме дека навистина бил затворен тој текст и дека не сме имале можност да коментираме на него. Особено со оглед на фактот дека има алтернатива во пристапот. Ние долг временски период разговаравме со Бугарија, разгледувавме алтернативи и консултиравме историчари, консултиравме представници од Социјалдемократскиот сојуз. Само ќе ви спомнам дека за некои од овие прашања Социјалдемократскиот сојуз имаше најрадикални позиции. Многу порадикални отколку најдобрата која денес би можеле да ја спомнете од овој договор. Со невладиниот сектор и така натаму, и процесот беше во насока на тоа. Имаме 5 до 6 отворени прашања. По однос на тие 5 до 6 отворени прашања треба Македонија да го заштити својот интерес и Бугарија да го заштити својот интерес, а не да имаме резултат кој е 6-0 во корист на едната страна. Многу кратко.
Имаме формулација во која велиме немешање на внатрешните работи и само ќе ги спомнам оние аспекти кои вие ги користевте за илустрирање на тој договор. Например, алтернативата беше да имаме немешање во внатрешните работи од страна на двете земји. Одговорот на тоа од бугарска страна е дека само во македонскиот устав се штитат интересите на македонците во странство. Ние понудивме алтернатива. Во ред тогаш. Ако го спомнувате македонскиот устав, спомнете го и бугарскиот устав, кој исто така има одредби каде што тие гарантираат дека ќе ги заштитат културните посебности на сите заедници кои живеат во Република Бугарија и на еден начин ќе воспоставиме симетрија со тоа што двата устави во своји рамки ќе дадат афирмација и на едната и на другата страна. Имате две клучни прашања кои се спомнување на народ. Мораме да кажеме дека споменување на народи во двете држави не е исто со споменување на македонски народ и бугарски народ. И имаме споменување на јазици и исто така треба да спомнеме дека не е исто споменување на македонски јазик според устав и македонски и бугарски јазик според устав, бидејќи само македонскиот јазик е оспорен од бугарска страна. Доколку одите на квалификацијата дека која во некоја фаза веројатно и бугарската страна ви ја кажала дека и едното и другото прашање се апсолвирани со декларацијата во ред, зошто тогаш не пристапивте кон потпишување на декларацијата? Одговорот е многу едноставен, бидејќи имате дополнителен опус на прашања кои не биле асимилирани со декларацијата, например, заедничката историја. Ја нема. Затоа, многу покоректно би било да кажете, ако веќе правите дополнувања, во тие дополнувања треба да направите и некаков баланс на интереси. И што ви беше образложението на крај, дека бидејќи сме ги прифатиле сите аргументи од бугарска страна, без да ги бараме нашите аргументи, односно нашата страна, Бугарија ќе ни даде гаранција дека ќе не поддржи. Доколку е тоа така, во ред. Но во овој договор вие тоа не го добивате. Добивате една формулација во која се вели дека во рамки на одлуките и согласностите де факто се сведува на тоа дека зајакот лежи на друга страна. Со други зборови, со или без договорот, не можеме да влеземе во НАТО, не можеме да ги отпочнеме преговорите со Европската унија од проста и едноставна причина, бидејќи друг е тој кој одлучува и бидејќи не е потребен консензус. Не може тука да ги бараме решенијата со тоа што низ едно плакнење на целиот текст ќе решеме добро, во ред е, но Бугарија е во позиција да не уценува. Јас се согласувам со тоа, ние никогаш нема да бидеме на исто рамниште со Бугарија во однос на овој договор, но со сигурност можеме да побараме определени гаранции кои ништо не би ја чинеле Бугарија доколку ги ставеше во овој договор. Не ги става од проста и едноставна причина, вие им велите што сакате ставете, нема никаков проблем со нашата страна, ние ќе го исполниме тоа. И не треба да им се лутиме на бугарите. Мислам дека било која влада во оваа ситуација, доколку може да освои таква позиција, односно да ги добие оние позиции кои ги посакува, ќе ги добие и немаме право да им замеруваме, бидејќи е нивно право. И ние веројатно да имавме ситуација во која сите наши барања ќе беа исполнети, со сигурност ќе пристапевме кон потпишување и во тој случај ќе имавме обратната ситуација, односно сите во овој парламент ќе бевме срекни и задоволни со тој договор. Немаше да спомнам ништо ни за популизам и хипокризија, доколку не беа неколку точки од ваша страна потенцирани кои навистина покажуваат определена доза на неискреност. Го користите проблемот со пасоши бугарски за македонски граѓани со цел да кажете дека ете тоа било поради несигурноста, недостатокот на евроинтеграции и така натаму и дека со оваа нова влада реформска тој процес стагнира. Доколку вие ми кажете дека сите македонски државјани во тој момент се откажале од бугарските пасоши или дека во овој период од 4 месеци додека сте вие власт нема барања за нови бугарски пасоши, во ред. Но во спротивно тоа е сепак една доза на популизам кој не би смееле да си го дозволиме во улогата во која сакаме да ја имаме денес. Со други зборови, ова не е прашање на СДСМ, ВМРО или не знам која друга политичка опција, туку е проста и едноставна причина на обезбедување на граѓаните за можност да патуваат и да работат во странство. Според
она што го кажавте, јас мислам дека мора да дојде до една корекција, бидејќи особено загрижува последниот аспект во кој од една страна го браните договорот, од друга страна во заклучните образложенија кои ги имавте, неколку пати потенциравте. ВМРО преговарало, ние само сме го подобриле. Не сте можеле да го подобрите, бидејќи алтернативите беа веќе понудени, ништо не сте подобриле. Во спротивно одговорете што подобривте во тој состанок на 5 минути пиење кафе. И втората работа е дека во образложението наведувате дека председателот на владата го потпишал. Решете се. Или е добар договорот, да го браниме и да обезбедиме национална позиција, или кажете ги овие аргументи, односно дистанцирање од ваквата можност за манипулација. Ве молам, искористете некои од овие упатства и сугестии за подобрување на однесувањето во следниот период и покажете подготвеност за контролни механизми. Тоа ќе биде за заеднички бенефит и на сите ќе ни користи. Ви благодарам многу и се извинувам.